Охридско-Преспанскиот и Јужно-Вардарскиот регион утре ќе бидат зафатени со температури од портокалова фаза, а останатите региони со температури од жолта, односно алертна фаза, соопшти Министерството за здравство повикувајќи се на најавата на метеоалармот од Управата за хидрометеоролошки работи. Од двата региони што ќе бидат во портокалова фаза се предвидуваат повисоки температури од вообичаените за овој период од годината. Од Министерството за здравство соопштуваат дека продолжуваат да важат донесените препораки за ослободување од работни обврски на бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години, како и препораките да се избегнува вршење и градежни активности на отворено во периодот од 12 до 17 часот. Покрај овие препораки во регионите кои утре ќе бидат зафатени од со портокалова фаза, Министерството за здравство препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Во тој период особено се препорачува децата од градинките да не се изнесуваат на отворено и да не се практикува физичка активност. Придонесите за хонорарците се укинуваат од 1 август оваа година. Ова решение владата го предложи откако анализите покажаат дека неколку мерки што во меѓувреме ги спроведе ги исцрпеа ефектите што се сака да се постигнат. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски информираше дека законските измени за укинување на обврската за плаќање придонеси за здравствено и пензиско осигурување за договори на дело, авторски договори и слични договори се донесени на седницата на владата. Измената што се предлага, односно укинувањето на плаќањето на придонесите за договорите на дело и авторските договори или популарно наречените хонорарци, се прави од причина што со неколку мерки на владата се исцрпеа ефектите што сакавме ги постигнеме. Во последните 3 месеци се реализираше и проектот Македонија вработува, која што овозможува ослободување во период од 1 до 5 години од плаќање на придонеси на лица што ќе бидат вработени од страна на приватниот сектор и со тоа практично околу 4000 лица во Македонија веќе имаат стекнато статус на редовно работен однос и за нив се плаќаат придонесите и за пензиско и за здравствено осигурување, појасни министерот Ставревски. Ке се легализираат бесправно изградените објекти во заштитен крајбрежен појас на природните езера од 50 метри. Иницијативата е на претениците од ВМРО од ДПМН кои поднесоа до Собранието на Република Македонија предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти. Целта на предложените измени, како што појаснуваат, е да се овозможи спроведување на постапките за утврдување на правен статус на бесправните објекти изградени во заштитениот крајбрежен појас на природните езера од 50 метри, како и ретроактивна примена на одредбите за овие бесправни објекти. Со донесување на овој закон се решаваат крупните проблеми на граѓаните во Република Македонија. Граѓаните ќе може да ги легализираат своите куќи изградени крај природните езера во земјата и објектите изградени на сообраќајниците ширум државата, стои во соопштението. Пилотот на авионот на американската нискобуџетна авиокомпанија Allegiant Air поради проблем со горивото кружел околу меѓународниот аеродром Фарго Хектор во Северна Дакота и барал дозвола за слетување, но контролорите му забраниле да го стори тоа бидејќи акробатска група во исто време вежбала во воздушниот простор. Во таа драма, кога повеќе од 100 патници биле во паника и се плашеле за својот живот, на пилотот му било препорачено да оди 110 километри од тоа место на најблискиот аеродром, пошто пилотот панично предупредил дека нема доволно гориво и потребно е веднаш да се исчисти пистата. Пилотот на летот 426 кој леташе од Лас Вегас за Фарго пријави недостаток на гориво на аеродромот Хектор, пошто сигурно слета. Во моментов истражуваме кои се причините за неговото слетување, и изјавил портпарол на авиокомпанијата. Во меѓувреме вознемирувачката аудио снимка од разговорот се појави на интернет. Контролорите најпрво му велат на пилотот дека дозвола за слетување ќе добие за 20 минути. Немам 20 минути. Ако не го искоординирате слетувањето, ќе морам да прогласам итен случај и да слетам. Имате 3 минути да ми ја исчистите пистата, рекол пилотот.